Добар ден и добродојавте во уште едно издание на Формула на македонски, кратко издание после последната трка за оваа 2020 сезона во Формула 1, големата награда на Абу Даби, каде што Макс Верстапен конечно го скрши тој синџир на победи, создаден од Мерцедес, заврши на првото место, откако имаше одлични квалификации, со феноменален среден сектор ја обезбеди таа пол позиција, добар солиден старт и не погледа наназад во стилот на Луис Хамилтон и Макс Верстапен. Целата трка доминантен, дури на крајот се шегуваше со своите механичари дека можеби треба и да го намалат моќноста на моторот. Една, би рекол, кратка интересна шала од Макс Верстапен како еден сладок крај за оваа сезона. Само 2 победи за Макс Верстапен оваа година, штета. Меѓутоа, навистина Мерцедес не бил никогаш подоминантен. Мораме да бидеме искрени дека ова Гран При не беше баш највозбудливото Гран При кое го имаме следено во Формула 1. Некако тимовите како Рено, Мекларен и Racing Point беа многу внимателни во својот пристап и се до она несрекно откажување во 15-тиот круг на Серхио Перес, кога го остави болидот настрана од патеката и со тоа предизвика виртуелно безбедносно возило, а потоа и целосно безбедносно возило за да може да се острани тој заостанат болид на Racing Point. До тогаш тимовите беа многу предпазливи, секој со својата стратегија, сите претрекнувања беа екстремно внимателно изведени, немаше ризични и непотребни, би рекол, потези, затоа што сите беа на линија на перформансите и на линија на издржливоста и секој мал инцидент можеше да значи дека еден тим ќе отпадне од таа битка за третото место кај конструкторите, кое што на крајот и го освои Мекларен. Мене искрено ми е многу драго. Мекларен Мерцедес се враќа во големата тројка со тоа што има интересен напредок. 2017 година 9 во конструктори, 2018 6, 2019 4, 2020 3. Се надеваме дека овој позитивен тренд ќе продолжи. Трката ја одбележа многу емотивни пораки на крајот. Последна трка за Себастијан Фетел во Ферари, кој фамозно на радиото потоа ја испеа една традиционална италијанска песна. Навистина ги воодушеви сите фанови на Формула 1, а секако и фановите на Ферари. Последна трка за Даниел Рикјардо во Рено, кој преминува во Мекларен следната година, кога сме кај Мекларен. Последна трка за Карлос Саинц, последен пат на радиото Smooth Operator го слушавме неговото класично пеење. Последна трка можеби за Серхио Перес, иако Тед Кравиц, новинарот од Sky Sports, вчера на традиционалниот Тед Ноутбук, оној серијал едиторски кој се емитува 30 минути после завршување на трката, каде што ги прегледуваат сите настани кои се случиле на тоа Гран При. Тед објави дека имаат ексклузивни информации Sky дека Дитрих Матешиц попуштил пред барањето на Кристијан Хорнер да Перес вози следната година за Red Bull, додека Алекс Албон остане во тимот како резервен водач и потоа можеби 2022 година повторно да седне во тој болид на Red Bull. Sky се познати по тоа што најчесто имаат верни информации, меѓутоа доста често знаат и да наликуваат на жолта штампа, така да би се водржал од коментар. Се надевам дека Серхио Перес нема така неславно да ја заврши својата F1 кариера со ова механичко откажување, дури и да не го гледаме во 2021 година. Се надевам дека ќе најде место во некој тим во 2022 година, а Алонсо се враќа следната година. Така да, еден интересен крај, една интересна битка во трето место за конструктори, кој на краја доби Мекларен, веќе споменав. Инаку крайно невозбудлива трка, би рекол, малку возбудување имавме на почеток од негово пристигнување, но тоа е се. Следи уште едно видео, би рекол, до крајот на оваа година на канал Формула на македонски. Тоа е анализа и осврт на сезоната, еден целосен преглед на сезоната од почеток до крај. Ќе кажам, добре што имавме воопшто сезона оваа година со оглед тоа како почна, како беше откажано австралиското Гран При. Добивме дури 17 трки, што е навистина импресивно и недела само 90 дена од почетокот на новата сезона. Навистина очекуваат интересни работи, но за тоа повеќе во следното видео, каде што ќе анализираме целата сезона, што измина и што не очекува во следната 2021 година. Како и секогаш ви благодарам што го следите канал Формула на македонски. Лайк, шер, сабскрајб и се гледаме во некоја следна прилика. Поздрав!